Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје. Времето надвор со интензивни врнежи од дожд, ветровито, веќе многу постудено, па верувам и се надевам дека доколку немате некои итни неотложни обврски ќе останете во вашите домови, а еве ви добра можност да проследите уште едно издание на емисијата Фактор здравје. Утрово во емисијата ни гостува доктор Анкица Станоевска, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа Доктор Ана. Зборуваме со неа за повеќе аспекти и работи кои што се во доменот на матичните лекари, но и за актуелната состојба со вирозите и настинките, променливото време студено како веќе влијае на хронично болните, но како тоа го чувствуваат и оние кои што немаат некој здравствен проблем. Добро утро, доктор Анкица, добре ни дојдовте. Најавив повеќе работи, како е заедничка соработка имаме веќе со години, па едноставно седнуваме во студио и разговорот самиот си се одвива, си тече, се надоврзуваме една на друга. Добро утро до вашите гледачи и нашите пациенти и секогаш со нели актуелни теми за периодот. Јас ќе речам дека матичните навистина не останаа ни летово без работа, иако имаше едно мало затишје, за да еве со првото заладување чекалните повторно се наполнат со акутни и со хронични состојби. Така, беше најавено дека токму четврток и петок ќе биде многу постудено, речиси 20 на степени разлика од она што го имавме минатата недела, ама додека не дојде моментот да го почувствуваме тоа, некако како да не ни се веруваше дека ќе биде вака. Како ваквото променливо време, а во следната недела се очекува повторно затоплување, влијае на секого од нас. Така. Посебно овие температурни разлики се изразени кај нашите хронични пациенти, каде што уште пред промена на времето, посебно оние пациенти кои што се метереопати, имаат промени. Посебно беше изразено кај пациентите со хипертензија, каде што доаѓаше до чести хипертензивни кризи, особено кај оние пациенти кои што можеби нередовно ја пијат својата терапија, можеби во текот на летото дури некои ја подоставиле терапијата, затоа што сепак летото е период кога и оние пациенти кои што се со висок крвен притисок знаат да имаат понизок крвен притисок поради вазодилатацијата. Ова лето имаше и тропски температури, така да нели дел од пациентите ги намалија дозите на лековите, дел од нив дури ги подоставија лековите и токму поради тоа со првото најавување на заладувањето, кога дури и се уште претходната недела не беше изразена вака ниска температура, ние имавме во амбулантата значи повеќе хипертензивни кризи кај пациентите. Секако дека веднаш се вклучуваат нели хроничните терапии, се прави нормално корекција на дозите, корекција на терапиите на пациентот, се исследуваат пациентите хронични, посебно со лабораториски и со ЕКГ притраги, она што може во матична амбуланта да се направи. Дел од комплицираните пациенти нормално се пропраќаат и до кардиолозите, секогаш со цел нели и нашите колеги специјалисти да немаат многу работа, она што можеме да го решиме на наше ниво како матични доктори, барем сега во голем дел се решава кај пациенти. Така да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со овие совети и препораки кои што се добре дојдени за секого од нас, а посебно оние кои што имаат некои од хроничните заболувања. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, повелете, јавите се, поставете прашање за секако да го добиете советот и препораката од доктор Анкица за проблемот кој што го имате. Продолжуваме со разговорот со доктор Анкица Станоевска, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа Доктор Ана. Некако да се надоврземе, доктор Анкица, притисокот, покачениот крвен притисок го споменавме и оние варијации кои веројатно ги чувствуваат со променливото време или доаѓањето на есента и постудените денови. Се случували и луѓе кои што можеби и немале никогаш проблем со притисокот, сега во овој период заради овие причини да почувствуваат благо покачување? Јас ќе кажам дека основна наша функција како матични доктори е да ги откриеме токму тие пациенти, затоа што во почеток кај некои пациенти покачената тензија може да даде симптоматологија на некоја лесна главоболка на која што пациентот не обрнува внимание, дури може да доведе и до вртоглавица, до вертигенозен синдром. Меѓутоа пациентот не смета дека има покачен, не го измерува својот крвен притисок. Дел од работоспособното население
влијание, оди на систематски прегледи, па доста често од систематските доаѓаат пациентите, нели, со измерена тензија дека нешто се случува, но затоа посетата во амбуланта ја користиме да и покрај тоа што пациентот дошол со друга потреба, ние сепак измериме барем една тензија, затоа што на вистина наоѓаме можеби 1/3 од нашите пациенти кои што воопшто и не знаеле дека имаат покачен крвен притисок. Сепак целни вредности на притисокот се 120 со 80 и доста знаат често пациентите да кажат дека пример ако е во постара возраст, па и 150 не е ништо за неговите години, меѓутоа наша цел е да како матични му кажеме на компликациите кои што таа тензија ако не се лечи, ќе ги доведе со текот на годините. Доколку навремено се почне антихипертензивната терапија, пациентот практично ќе остане со еден лек, би кажале, доживотно, затоа што нема да доведе до компликации, нема да доведе до хипертрофија на комората, која што со текот на годините ослабнува доколку срцето има поголема тензија. Наши целни вредности се тие 120 со 80, нормално постојат индивидуални разлики, имате пациенти кои што се хипотоничари со низок крвен притисок, па таквите пациенти и кога ќе покачат 120 за нив значи покачена тензија, нели, сепак е пристапот индивидуален кон пациентот и тука најголемо влијание секако во хипертензијата има генетиката, затоа што ги знаеме семејствата, посебно матичниот доктор кој што е повеќе години со тоа семејство, знае какви болести се очекуваат во тоа семејство, па се внимава во, би рекле, некоја, нели, возраст каде што веќе очекуваме хипертензијата. Меѓутоа, затоа се прават и систематските прегледи за работоспособното, а матичните доктори често сакаат, нели, да кажат кој ќе дојде нивниот пациент, па одамна не сте дошле, нели, на лабораториска анализа, дојдете да направиме, ја користиме посетата секогаш за едно Некогаш е добро и да ги потсетувате, бидејќи Сигурно. не е однемање време, туку едноставно човек ако не чувствува никаков проблем, не чувствува ни потреба да направи некаква проверка. Па ќе кажам типично за нашето население е сепак да се разболи па да се лечи. Би кажала дека превенцијата отсуствува за жал. Нели работиме на тоа, еве и вие со вашите популарни емисии и ние како матични доктори да укажуваме сепак да правиме превенција, затоа што секогаш е многу поевтино, многу попрактично, многу побрзо да се направи превенција отколку да се лечат последиците. Така. Имаме веќе гледач на линија. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро. Дали сте на линија? Од режијата ми јавуваат дека веќе имаме и гледач, да го слушнеме вашето прашање. Ало, добар ден. Се обидам уште еднаш. Ало, добар ден. Дали не слушате? Да, ве слушам. Готово, еве веќе добро. Се слушаме, повелете со прашањето. Биле нешто врските, не се знаеш уред. Сега имаме веќе мали некои проблеми. Проблеми, да, но еве да се вклучам, пошто докторка Анкица е многу фина докторка, стално го слушам. Сакам да го прашам, биле ја, например, пием за притисок, за, мислим, тие андолсто за срцето, а после, мислим, короната, многу така тешко ми пада, еве сега, добра сум, ги пием стално лековите, ама нешто на забајлека станем, почнам да се занасам, дали е од времето, дали што е, и за тој почнав да се плашим, а више да ви кажем, не ми си иде на доктор, зашто више ми е се, што да ви кажем преко глава. Сакам докторката Анкица да видим што ќе ми каже. Бидете живи и здрави, се наубаво поздрав. Благодариме за јавувањето, останете и понатаму наш редовен гледач, што всушност знам и дека сте. Доктор Анкица, заморот, поспаноста, пациентката убаво и ред кажа, други симптоми кои што ги чувствуваме. Ова е период кога навистина многу често се јавува вертигенозниот синдром, односно губиток на рамнотежа, како што кажа, нели кога станувам се занесувам, така да вертигенозниот синдром е посебно типичен за период кога настанува нагла промена на температурата. Може да доаѓа секако нели од спондилозни промени на вратот, каде што пациентката сигурно има проблеми со оглед на возраста, меѓутоа многу значена е и хипертензијата, така да може нели и промени во тензијата да доведат до вертигенозен синдром. Важно е дека овој вертигенозен не може да помине без лекови, сепак пациентката ќе мора да се обрати кај нејзината матична докторка за да се даде соодветна терапија, затоа што се потребни лекови за смирување на центарот за равнотежа, за да може да нели се врати повторно, би кажала, рамнотежата, затоа што ова може да биде опасно. Вие станувате, нели, било да е од седечка положба,
случува, а едноставно не можете да ја контролирате равнотежата и може да паднете, да ве занесе, нели сепак да стане повреда, така да е пожелно да се пијат лекови за оваа состојба. Сепак е само да се наведнете па да се исправите, сепак така тоа може не да е болест, почувствувате. вертигинозниот синдром е само една состојба која што сепак со лекови нели добро се поднесува и брзо поминува. Така. Ако кај некого за прв пат се јават симптоми на покачување на притисокот, само едноставно мерење и кај својот матичен лекар и во домашни услови е доволно или треба или нешто друго дополнително да се направи? Дали кај некого од нив може и срцебиење, тахикардија да се појави како симптом? Кога ќе се појави хипертензија, нешто што е основно во матичната амбуланта е да кај пациентот се направи, би кажала, еден скрининг, барем во текот на една недела, пациентот да мери тензија, да видиме што се случува, посебно во домашни услови, затоа што тогаш пациентот е порелаксиран. Кога доаѓа во амбуланта, можеби нели контактот со докторот, присуството на другите во амбуланта предизвикува кај него вознемиреност и тензијата која што во домашни услови би била пониска, во амбуланта е повисока. Постои така наречен синдром на Белмантел, каде што има пациенти кои што се импулсивни, нели кои што кога ќе дојдат во амбуланта се вознемируваат и одеднаш ви покачуваат тензија, после еден разговор со пациентот смирувачки делувате и нели гледате дека тензијата која што претходно сте ја измериле, одеднаш нели попушта, се мери пониска тензија, што е невозможно практично за 5 минути вашиот притисок да се снижи доколку постои хипертензија. Токму поради тоа од пациентот се бара да мери во текот на една недела или 10 дена, да запишува сепак целните вредности, да ги запишува, да ја видиме оваа тензија како оди, што оди, да можеме да го иститрираме лекот кој што треба да му го дадеме на пациентот, секако правење на лабораториски анализи, посебно со ЛДЛ, ХДЛ, со добар и лош холестерол, се подразбира нели мерење на гликемиите, се подразбира функцијата на бубрегот, тироидната жлезда, за да се направи една сеопфатна анализа кај пациентот, но и ЕКГ, кое што е достапно сега во сите матични амбуланти, за да може да се види ритмот на срцето, дали постојат аритмии, дали постои тахикардија, брадикардија, и за да може да се дадат соодветни лекови, затоа што не секогаш само антихипертензивот ќе ја смири состојбата, доколку кај пациентот постојат аритмии, секако дека ќе треба и некој од антиаритмиците, или доколку постојат промени во ритам, калциум антагонист, бета блокери, кои што ќе ја решат севкупната проблематика на пациентот. Така, правењето ЕКГ кај матичниот лекар ни дава одредени информации, така и податоци, дали треба потоа да се проследи пациентот на следното. Затоа што појавата на хипертензија не значи дека веднаш вие треба да го упатите пациентот на кардиолог, сепак нели треба една регулирана тензија за да не дојде до компликации. Не секој пациент со појава на хипертензија треба да биде упатен на кардиолог. Сепак хипертензијата се решава во матичната амбуланта. Така, има случаи и ситуации каде што кај некои пациенти се пробува со нефармаколошка терапија, така да видиме дали ќе се постигне нешто. Да, или кога веќе еднаш ќе се покачи притисокот, мора малку по-сериозно. Се барањата од нашите пациенти, нели сепак да се обиде без лекови, сепак да види одреден период како тоа ќе оди со одредени чаеви, одредени билки. Морам да кажам дека појавата на хипертензија, кога еднаш ќе се појави, таа е доживотна и притисокот всушност со лековите само се контролира, односно само се симнува до одредена целна вредност. Ако вие утре дента не ја испиете дозата од вашиот лек, веќе ќе имате следниот ден покачен крвен притисок, што значи лековите треба да се пијат редовно и доживотно и сите други додатоци и ОТЦ производи, би кажала, суплементи, чаеви, можат да се користат само дополнително. Антихипертензивната терапија е нужна и неопходна, затоа што доколку не се пие, компликацијата е сепак неизбежна, само е прашање на време кога ќе дојде до хипертрофија на срцевата комора, до попуштање на залистоците, до цереброваскуларни инсулти, до инфаркти, што не се ни најмалку пожелни, ќе го искомплицираат здравјето на пациентот, а можело сето тоа да се реши само со пиење на една таблета. Така, и добро контролирање, затоа велиме добро менаџирање на терапијата и за високиот крвен притисок, и за дијабетот, за хроничните заболувања и ред други кои што ги има и се присутни, е многу важна за да се одржува добра контрола на здравствениот проблем. Така. Секогаш
кога ќе дојде пациентот во наша амбуланта, правиме една анализа како ги пие лековите, затоа што дел од пациентите знаат и сами да ги исфрлат лековите, кои што сметаат дека во моментот им се непотребни. Матичните доктори знаат да прават и шеми, бидејќи сепак кога ќе дадете 3 лека, 5 лека кај пациентот, не лесно се снаоѓа, посебно постариот пациент, така да секогаш е потребно помош во лекувањето кај пациентот, секогаш совет, дополнителна консултација, така да барем тоа во матичните амбуланти би рекла дека е достапно. Така, секогаш е достапно. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Ме слушате? Ало? Дали се слушаме и со следниот гледач кој веќе е на линија? Дали ме слушате? Да, само ќе ве замолам малку погласно. Ало, добро утро. Ајте во очекување на јавувањето, може би ако се исклучи ќе се Ало. обиде. Добро, ве слушаме, повелете. Дали сум ја на линија? Вие сте на линија. Ете така. Да. Виде, поздрав биле до вас и до докторката, да се сите докторки како што е ова докторка, ќе немаме болни луѓе. Ме интересира, јас сум пред 8 години со мозочен излив. Исхемичен мозочен излив, али си пијам Сарелто, Атровекс и така натака. Имам хроничен хобот го имам, си вие Спрејови. фостерот и спиривето си ги ставам. Имам хронична, све што постои хронично го имам, лимфоцитна леукемија. Сега во моментов, али функционирам, фала Богу, функционирам. Ме интересира 10 дена сум со некоја тивка температура. И пијам Фервексот го пијам. Дали на овие болести што ги имам смеам да пијам Фервекс или нешто друго? Тоа ме интересира. Поздрав и убав ден. Да. Пред се би кажала дека оваа тивка температура која што кажува пациентката треба да биде проследена со лабораториско испитување, барем со една обична лабораториска анализа и ЦРП, за да се види дали кај пациентката постои инфект или е резултат на леукемијата која што ја кажа, затоа што некогаш може, нели, создавањето на леукоцитите или намалениот број да даде една ваква температура која што може да тлее, обично 37 со 5. Така, ма го изморува пациентот. Затоа е многу важно да се проследи причината за ваквата температура, сепак е пациентката да се земат и брисеви, грло и нос, за да се види дали постои некаков инфект, затоа што е потребно да се пристапи кон лекување. Не е едноставно да повеќе од 10 дена имате таква температура. Значи би рекла пред се една лабораториска анализа, посета на матичниот доктор, ако треба понатаму и повторна посета на хематологот. Инаку парацетамолот смее да се пие, меѓутоа доколку парацетамолот се зима долго време во поголеми дози, тој може да направи оштетување на јетрата, да ги зголеми трансаминазите, така да тој може да се земе, нели би кажале, неколку дена, но некако хронична терапија, така да обавезно исследување зошто е оваа температура кај пациентката. Така, и веќе 10 дена, така Сепак не е е мал многу, период. да, сепак е многу. Парацетамолот нешто што секој од нас го има во домашната Така, аптека и сигурно, мораме да го имаме така за во сигурно, тоа вакви е ситуации. прва помош, Ама меѓутоа, ако не да. поминува и не помогне, така за ден, 2, 3, Треба веројатно и сепак совет со препораката ќе биде до матичниот. гледачката да се обрати. Го спомена и ХОБ, ја Да. спомена и хроничната обструктивна белодробна. Така, Така па треба еве. посебно внимание во овој период постуден кој што допрва ќе ни дојде, Така. нели, есенскиот и зимскиот кај тие Вообичаено, пациенти. нашите хронични пациенти се вакви пациенти, всушност со многу терапии. Видовте дека пациентката си ги знае дури, нели, лековите, тоа се сепак многу лекови, каде што навистина е потребна помош од матичниот доктор, како да ги зима, кога да ги зима, одредени лекови кога да намали, затоа и ги правиме оние шеми кај пациентот, како не би ги испуштил своите терапии, полесно да се научи да ја употребува својата терапија и да му биде полесно лекувањето. Така да. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај.
Продолжуваме со разговорот во студиото. Советите и препораките оние кои што го имаат високиот крвен притисок добро го контролираат, ако почувствуваат промена, веќе знаат што да направат и правилното менаџирање на терапијата. Што во моментов сега е актуелно од настинките, вирозите, бактериските, вирусните инфекции и кај децата и кај повозрастната популација? Па во нашата амбуланта, еве и како што јас се слушам со колегите, значи навистина амбулантиве ни се претворени малку во инфективно оделение, би кажала, и имаме од се по нешто. Претходниот период имавме навистина многу пациенти кои што беа со ковид инфекција, затоа што успеавме дел од тие пациенти да ги тестираме, сепак лабораториите имаат тестови за брз тест за ковид, меѓутоа дел од пациентите еве во овој период посебно би кажала, имаат и друг тип на инфекции, значи не се работи само за ковид инфекција. Кај дечињата откако тргнаа на училиште, би кажала еве нема ни месец дена, веќе имаме стрептококни ангини, веќе имаме доста пациенти со инфективна мононуклеоза, која што всушност представува Епштен-Баров вирус и која што е доста заразна. Кога еден пациент ќе се зарази со Епштен-Баровиот вирус, тоа е популација која што нели сепак се нарекува и како бакнеш на тинеџерите оваа болест, затоа што тие често во своето поздравување се бакнуваат, нели се прегарнуваат и токму така и се пренесува инфективната мононуклеоза, така да овие денови имавме навистина наплив на пациенти со висока температура, страшни болки во грло, лимфаденит на вратот, така да отечени јазни лимфни. Да, доста големи, болни и отечени лимфни јазли. Нормално дека нели се проследува лабораториски, се проследуваат брисеви кај овие пациенти. И тука не треба чекање, така кога ќе се појават овие симптоми, сигурно. така најдобро е веднаш да се отиде на лекар. Така, веднаш, затоа што сепак симптоматологијата е малку подраматична и пациентот навистина се чувствува лошо. Меѓутоа, постои големо присуство се уште на респираторниот синцитијален вирус, на ротавирусот, така да имаме пациенти кои што се можеби нели со лесна симптоматологија на главоболка, на заднат нос, на лесна болка во грло, болки по коските и зглобовите, се уште постојат и стомачните вирози, така да би рекла една навистина голема инфективна плејада од нашите пациенти, така од се по нешто во моментов, така? Од се по нешто. Да. Така да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до вас и поздрав до докторката. Да ви благодариме. Која со толку искажува, ќе ме заспиеше малку. Така да, секоја чест. Сега да ја прашам докторката, да ви кажам, јас веќе неколку месеци имаме серихија и веќе резистентна стана од антибиотици, се отруфи, ништо сега. За уринокултура. Уринокултура зборуваме. Не, да, направивме и резистентна стана и сега ајде чаеви. Сега пијам чаеви многу, значи така ми кажа урологот, многу чаеви да пијам овие од билна аптека. Сега да пијам и навечер, значи до 10 негде и после мокрам неви цела ноќ. Сега прашањето ми е, пошто ви е тоа темата, прашањето ми е, мене со бајле ми паднал притисокот, веќе 3 дена го правам тоа, 80 ми паѓа. Дали што мокрам многу, дали уствари ја треба да ја испуштам таа доза од една, почто го пијам од 5 мг навечер, поради мокрењето, тука нешто не сваќам, дали е можно од чаевите, пијам ја и вода, уствари доста вода, значи литро и пол чај, литро чај и литро и пол вода, значи надокнадувам вајда нешто, ама нешто се случува, да ми кажете, и пошто многу мокрам, дали треба и електролити да си внесам во. Ја така само волно ве прашувам, никој не ми кажал, него да не нешто изгубам. И добро е да прашате и да се консултирате. Благодарам многу и убав ден да имате. Благодариме и ние вам. За жал, инфекциите на уринарните патишта се доста чести во летниот, па и во овој период. Меѓутоа, после интензивна терапија од, би кажала, нели нормално третирање на ешерихите, за жал ешерихите стануваат резистентни, па доколку кај пациентот повеќе кратно се даде антибиотика, повторно се појавува во уринокултурата, убаво кажал и урологот, значи кај пациентката, таквата пациентка не треба постојано да прима антибиотик, затоа што тој веќе нема да делува, бидејќи ешерихијата представува колонизатор во уринарните патишта. Токму поради тоа се поминало на, нели ке речеме на некој начин механичко отстранување на ешерихите, кои што се трепчести бактерии и кои што со пиење на поголема количина на чаеви
ќе можат да се исчистат и да не бидат во голем број, како не би предизвикувале тегоби кај пациентот. Таков е случајот со пациентката, но зголемената диуреза, односно зголеменото мокрење, навистина може да доведе до намалување на тензијата, така да оваа доза која што пациентката ја пиела на ЕНАП може слободно да ја остави во моментот додека има вакви тегоби и би кажала да секако земе електролити, малку посолена храна, како би дошло обратно сега до покачување на тензијата, затоа што и хипотонијата, односно намалениот крвен притисок, повторно ќе создаде проблеми кај пациентката. Пиењето на чаеви се препорачува сепак месец дена, евентуално до 3 месеци. Така, и увин чај, увин чај, брусници, мечкино грозје, така да барем има плејада на чаеви кои што помагаат во уринарните патишта и некои нивни комбинации, меѓутоа не треба и тие да се пијат доживотно, би кажала, и непрекинато. Убаво е да се пијат одреден период и потоа повторно да се направи малку пауза, како би можел уринарниот тракт, сепак малку и сам да се справи со инфекцијата и со ешерихијата, но затоа е потребно чисто правење на уринокултури кај ваквиот пациент, за да се проследува. Така. Тоа е. Дали имаме и следен гледач на линија? Ако имаме да го слушнеме, ако не, ќе продолжиме со разговорот. Симптоматската терапија во одредени ситуации и случаи кај луѓе кои што ќе почувствуваат некоја лесна или блага настинка со лесна симптоматологија, меѓутоа има луѓе кои што навистина се жалат дека едноставно вакво нешто не се соочиле со вакво нешто во животот наназад низ годините, со силни болки во телото, со омалаксано, со болка во грлото, течење на носот или ред други симптоми кои што се присутни и затоа треба добро да се разграничи дали е вирусна или бактериска инфекција. Така, препорака до нашите пациенти, оние што се со лесна симптоматологија, сепак да не доаѓаат во матичните амбуланти, затоа што можат да бидат заразени со некаков друг тип на инфекција, бидејќи навистина има доста болни пациенти, така да оние кои што се со лесна симптоматологија, сепак треба да земат само симптоматска терапија за покачената температура, нормално антипиретици, доколку таа трае повеќе од 3 дена, сепак би рекла преглед кај матичниот доктор, посебно кај дечињата, меѓутоа оние пациенти кои што имаат една лесна симптоматологија на болки во мускулите, на главоболка, некоја лесна температура до 37, би рекле, сепак да не доаѓаат во матичните амбуланти. Доколку симптоматологијата е појака, тогаш е потребно исследување лабораториски, секако прво преглед кај пациентот и совет со матичниот доктор. Вирозите се воглавном застапени во 90% од инфекциите кои што доаѓаат во нашата амбуланта, но што се случува? Основно е дали со настанувањето на вирозата и ослабнувањето на имунитетот ќе почнат бактериските инфекции кај пациентот. Дури тогаш се дава терапија. Иако би кажала, нашите пациенти за жал дома имаат антибиотици и доста често ни доаѓаат веќе со почната терапија. Значи, наша препорака да не ја почнуваат терапијата и покрај тоа што имаат некаков лек дома, затоа што не е секој антибиотик за секоја инфекција. Оставите го матичниот доктор да одлучи сепак за каков антибиотик ќе се одлучи кога е потребно антибиотик, затоа што антибиотикот ќе се даде само во случај на развој на бактериска инфекција. Значи, во никој случај кај вирозата не треба да се даде антибиотик доколку не дошло до компликација со бактериска инфекција. Така, посебно сами на своја рака без препорака и без одобрување од матичниот лекар дека треба сега со таква терапија да се почне. Веројатно почнавме да се поднавикнуваме на тие работи. Се уште е присутна употребата, прекумерна и злоупотребата на антибиотици, ама гледаме некаква разлика така последниве периоди или години? Јас верувам дека сите овие укажувања, сите овие препораки, сите овие зборувања влијаат сепак кај нашите пациенти, посебно би кажала младата популација, која што навистина станува веќе свесна за штетата од антибиотиците, затоа што нашата цревна флора, практично сапрофитните бактерии кои што ги има организмот,
представува првиот имунолошки одбранбен систем, така да ние со антибиотикот нешто што ќе направиме, прво ќе уништиме нашата сапрофитна флора, односно би рекла ќе го разоружаме организмот и нема да имаме одбрана. Така да би кажала 10 пати размислување пред да се почне антибиотикот. Дури и матичниот доктор доста често го вика пациентот да дојде за 3 дена, да не почнеме сега. Дури и ако приметува некаков почеток на бактериска инфекција, доста често се случува да имате и почеток на бактериска инфекција, меѓутоа организмот ќе се избори со соодветниот инфект, па не е пожелно почнување, така би рекла, брзо на антибиотик. Едноставно оставете го вашиот имунитет да тренира и да се бори, а посебно кај малите деца. Така да. Во текот на месец октомври, крајот на октомври, почетокот на ноември, се уште немаме доволно и добиено информација, ќе почне вакцинацијата против сезонскиот грип. Навреме ќе бидат сите информирани така преку информативните изданија во медиумите и преку овие емисии кои што третираат здравствени теми. За кого се е добро да биде наменета вакцината, кои се треба да се вакцинира, препораки кои што ги даваме секоја година, да ги потсетиме нашите гледачи. Па тука би кажала и зошто е добро да се прими за среќа пациентите навистина се со текот на годините би рекла доста увидоа дека вакцините навистина имаат корис, посебно нашите хронични пациенти имаат навистина добра навика да се вакцинираат. Дури и сега веќе имаме прашања кога ќе се почне со вакцинација. Во изминатите години одеше дури вакцинацијата и преку матичниот доктор со упатување, со закажување, така да нашите хронични пациенти би рекла едва и го чекаат доаѓањето на вакцините, посебно вакцините за грип, и верувам дека во медиумите секогаш е навремено известувањето за вакцината, така да навремено ќе бидат известени. Посебно се однесува на хроничните пациенти, на пациентите со компликации, значи нашите пациенти кои што имаат сепак компликации со здравието, затоа што навистина една инфекција со грип може да биде драматична и да го искомплицира и онака веќе би рекла кревкото здравје на хроничниот пациент. Така да претежно се наменети за хроничните пациенти, секако за медицинскиот персонал кој што е постојано изложен на инфекции, и верувам дека и оваа година ќе биде набавен доволен број на вакцини, затоа што некако секоја година се соочуваме со недостаток на вакцини. Така. Доктор Анкица, ви благодарам за гостувањето, секако дека ќе имаме и следни прилики заедно да разговараме во емисијата. Благодарам и на вас секогаш на поканата. Благодарност, почитувани гледачи, за вниманието со кое наследевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.